Добро вечер, Велес. На 0 степени, а толку многу. Се збира цела година шарени, фарбани, префарбани. Нека видат колку сме. Нека видат дека не се плашиме и нека видат дека на 11 декември овде во Велес ќе биде најголемата победа. Почитувани сограѓани, дозволете ми на почетокот да подсетам дека пред 10 години во овој град се затворија сите фабрики, се затворија сите фирми. Експертите од Социјалдемократскиот сојуз успеа се што нашиот народ со децении создаваше да го уништат. Велес беше најуништениот економски град во Македонија. Нити нешто се градеше, нити нешто се правеше, нити нешто се создаваше. Во овие години наназад, со многу труд, со многу работа и со многу ангажман, успеавме Велес да го вратиме на мапата на Република Македонија. Успеавме да го изградиме театарот во градот. Театар кој што 30 години наназад го ветува сите влади и сите локални самоуправи. Темел нема ставено. Ние успеавме да го изградиме. Успеавме да го решиме проблемот со свлечиштето Рамина. Се сеќавате тогашните влади и тогашните градоначалници на Велес што велеа? Не може да се реши проблемот Рамина. Повеќе од 300-400 куќи на наши сограѓани беа или срушени, или секој ден стрепеа за својот живот, заради тоа што пукаат зидовите. Децата спиеа во опасност. За само пола година од доаѓањето на Никола Груевски за премиер, дојде на лице место, се донесе одлука и се реши тоа крупно прашање за нашиот град. Почитувани сограѓани, се сеќавате дека 30 години наназад се градеше хидросистемот Лисич. Се сеќавате дека плаќавме само придонес, се сеќавате дека државата и општината даваа средства. Но ни до пола не беше изграден хидросистемот Лисич. Нити до пола. За само 3 години од доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт се заврши браната, се изградија цевководните системи и денеска Велес има редовно вода и има редовно чиста вода за пиење. Да не подсетувам на сите проблеми кои што ги имавме претходно. Понатаму, се изградија многу локални патишта во нашата околина. Се изгради патот за Иванковци, се изгради патот кон Дреново и кон Јаболчиште, се изгради патот кон Бузалково, се изгради патот кон Мокрени, се изгради патот за Водоврат и многу други. Забележувате, СДСМ додека беше на власт, на нашите сограѓани од Бузалково и од Јаболчиште, нити асфалт им немаше поставено. Сега им ветува некаква лажна двојазичност и благодарение на нив збира луѓе на митингот во Велес. Без пат ги беа оставиле. Газеа луѓето во асфалт, газеа луѓето во кал. ВМРО ДПМН го направи патот и за Бузалково, и за Јаболчиште. Таму живеат наши сограѓани албанци и ние знаеме дека тие ќе го почитуваат тоа и знаеме дека нема да веруваат на Зоран Заев, на кого не му верува нити сопствениот народ. Почитувани наши сограѓани, само за оваа намена во Велес и Велешко се потрошија 6,73 милиони евра само за изградба на локални патишта до велешките села. Понатаму се изврши целосна реконструкција на градскиот мост Гемиџи и се изврши изградба на срушениот мост во село Ногаевци. Се решија и други крупни прашања за нашиот град. Практично денеска, кон кој правец да тргнете од Велес, ќе наидете на машинерија, ќе наидете на механизација, ќе наидете на булдужери и на камиони. Сакате да се движите кон Штип, не можете лесно да стигнете, не заради тоа што патот не чини, туку заради тоа што на цела должина на патот од Велес кон Штип се работи со булдужери. Ако тргнете кон Гевгелија, ќе ги видите најкрупните инфраструктурни зафати во Македонија во последните 3-40 години.
Ја поврзуваме Македонија со пат кој што ќе биде за 10 километри пократок до Гевгелија и до сите места кон јужните предели. Ако тргнете кон Прилеп, преку Градско, во Дервенската клисура, исто така ќе видите булдужери, машини, заради тоа што и таму се гради експресен пат со 4 ленти, кој што и нашиот град ќе го поврзе со околните градови. Се извршија реконструкции на автопатот кон Скопје и обратно, она што беше проблем за нас. Се набавија 6 нови возови. Тоа во Велес многу значи, заради тоа што Велешката железничка станица, односно Велес е градот кој што најмногу го употребува железничкиот сообраќај. Дополнително, би сакал да потенцирам она што никој не го веруваше, а тоа е дека во Велес може повторно да се отвараат фабрики, кај нас денеска го гледаме. Би сакал да подсетам дека на еден ваков собир, во многу потопло време, не на 0 степени, председателот Никола Груевски ја вети првата фабрика во Велес. Тоа беше ветување за фабриката Маркар. Денеска тој објект е изграден, во него денеска работат преку 320 наши сограѓани и создава најсовремени производи кои што се користат во автомобилската индустрија широм Европа. Дополнително, би сакал да потенцирам дека во стечајна постапка имотот на поранешниот Киро Чучук се продаде на турска инвестиција, која што инвестираше преку 2 милиони евра во обнова на капацитетите на Киро Чучук, веќе вработи над 100 наши сограѓани со многу солидни примања и пред неколку дена за прв пат во Велес после 10 години се произведоа првите цигли. Тоа значи многу за нашиот град. Дополнително, пред само месец дена, министерот Джери Наумов подпиша договор за инвестиција на германската Ести Текстайл во нашата поранешна Свилара. Таа фирма почна да работи, во овој месец вработи веќе 20 наши сограѓани. Плановите на таа инвестиција се големи, заради тоа што откупија над 8000 квадрати затворена површина. Плановите се дека за неколку години 1000 луѓе ќе бидат вработени во таа компанија и тоа ќе значи многу сериозен подстрек за нашиот град. Исто така, сакам да подсетам дека владата на Република Македонија склучи договор со компанијата, со холдингот БРГ за инвестиции во поранешните простори на поранешната порцеланка. Таму се започнати подготвителните активности за реконструкција на објектот и таму очекуваме во наредниот период да се вработат најмалку уште 1000 наши сограѓани. Дополнително, ние во нашиот град знаеме дека огромен број на наши сограѓани во минатиот период се вработија во компаниите во индустриската зона Бунарџик, во Ванхол, во Джонсон Контролс и во сите други компании кои што работат во индустриската зона во Бунарџик. Исто така имаме огромен број, над 1000 наши сограѓани кои што денеска работат во кавадаречката Дрекслер Маер. Понатаму, сакам да потенцирам дека иако во перцепција Велес не важи за земјоделски град, но Велес има голема територија околу себе, многу значајни земјоделски пространства кои што нашите сограѓани во последните 7-8 години почна да ги обработува. Сакам да потенцирам дека над 2000 семејства во нашиот град и во околните села добиваат земјоделски субвенции, кои што за овие години вкупно достигнаа сума од 35 милиони евра исплатени на велешките земјоделци. Значи, владата на Република Македонија на велешките земјоделци им исплати до сега 35 милиони евра. На крај, би сакал да ви соопштам еден податок. Кога СДСМ си одеше од власт, во Велес на работа одеа точно 9831 човек. Во толку голем град, само 9831 човек одеа на работа. Денеска, во Велес,
на работа одат 15.579 наши сограѓани. Разликата е очигледна. Во време на СДСМ се затвараа фабриките, во време на ВМРО се отвараат фабриките. Во време на СДСМ имаше стечајци, во време на ВМРО тргнуваат луѓето на работа. Во време на СДСМ имаше технолошки вишоци, во време на ВМРО се доделуваат субвенции на нашите сограѓани. Денеска во Велес 5748 наши сограѓани повеќе одат на работа отколку колку одеа на работа кога СДСМ беше на власт. Почитувани сограѓани, на крај дозволете ми да соопштам она што сите го размислуваме во овие неколку денови. Посебно после вчерашниот митинг на Социјалдемократскиот сојуз, кој што за нас во Велес беше срам. Беше срам да има повеќе албански знамења од македонски знамења на митинг на една од двете најголеми македонски партии. Велес е срцето на Македонија, не само географски, туку и историски, и културно, и интелектуално, и најзначајно, и револуционерно. Велес не сака двојазичност. Велес не сака федерации, не сака конфедерации, не сака кантонизации, не сака регионализации. Велес нема да прифати нити промена на уставот на републиката, нити проширување на Охридскиот рамковен договор. Се што сме имале, се што можеле да ни земат, ни земале досега. Немаме повеќе што да дадеме. Во нашиот град живеат околу 10.000 наследници на прогонетите бегалци од Егејска Македонија. Се уште се живи спомените, се уште горат солзите на претходните генерации бегалци од македонските делови на Македонија. Ние нема да дозволиме нити да станеме малцинство во сопствената држава, нити да бидеме поттурнувани, подбуткувани, нити ќе дозволиме да ги напуштаме нашите огништа, нити пак ќе дозволиме некој друг во Велес и во Македонија да одлучува за нас. Велес одлучува за Велес, Македонија одлучува за Македонија. Почитувани сограѓани, имаме само уште 2 недели. Јас упатувам апел до сите вас овде присутни, но уште повеќе упатувам апел до сите оние фамилии кои што историски и по традиција во минатите 20 години гласале за Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани мои сограѓани, гласачи на СДСМ, не е време да се делиме, не е време да се поделуваме. Време е да подадеме рака едни спрема други и време е како Велешани, како многу пати во историјата наназад, и за време на Илинденското, и за време на партизанското, да покажеме дека Велес е на браникот на Македонија. Заев ниту е Македонија, заев ниту е СДСМ. Во иднина, кога ќе мислите дека треба повторно да дадете поддршка на Социјалдемократскиот сојуз, кога таму нема да владеат луѓе што немаат осет за патриотизам, продолжете да гласате за СДСМ. Денеска е време да подадеме рака и да се обединиме. 11 декември не се само избори, 11 декември е референдум за Македонија. Велес ќе излезе масовно на референдумот за Македонија. Да сте живи и здрави, да живее нашиот град, да живее најголемата коалиција, во која што се сите партии на турците, сите партии на ромите, на власите, на бошњаците, на србите од Македонија. Да живее Велес, да живее Македонија. Благодарам.